Nemoj jebate mene filmuje. Zdravo dočine, kako ste dali, ste mi dobri, ja sam mnogo dobar, kako iš sekoaš. I vo večni vekovi, amin. Токму така, како што слушнавте, ќе има кино во Охрид каде што вие ќе можете да гледате сета таа манифестација, сето тоа лудило од вашиот автомобил. За тој евент ќе можете да се информирате на страницата Културна иницијатива 5 до 12, што е ова е овдека, околу картите и се други работи. Значи за прв пат во Охрид кај нас ќе имаме кино што ќе се гледат од кола и после вие пак да јадете говна да речите вака така во Охрид не се прави нешто. Цело време ние кукаме, цело време како нима нити младинава прави нешто, немаат кај да се одат. Мислам, се ова со коронава ни е нормално изговор, ни е глупости, не разбираш. Ние претходно иначе бевме многу активни. Ама се знае тој еден менталитет во Охрид, барем јас кој што знам, и во други градови, абе немаат кај да се, ај знаеш, нема што да пред ново, немаат иницијатива, младиве, не знаат кај да терет, едно друго ни затварат кафичи, не оставя пушчење џоинти вамо таму. Ево ти бе иницијатива? Ама ево ти море иницијатива. Луѓе море работен море имаат иницијатива во градот. Од активистите во Охрид ќе го издвоиме Јован Цветковски, кој е раководител на тоа културно лошко друштво 5 до 12. Исто така од овие што се другите активисти ќе издвоиме Трале. Тој во сите бранши го имат, и чистачи, и кажвит за културава, за кино, и YouTube, и тоа е многу јак активист за него во следно видео. Во ова видео ќе се фокусираме на тој претходно горе споменатиот Јован Цветковски, кој некои луѓе го знаат, нели, од серијалот Имам нешто да ти кажам. Значи, во серијалот Имам нешто да ти кажам, главниот лик, протагонистот, тоест водителот на Имам нешто да ти кажам, ги прашува некои охриѓани што мислат, како мислат за градот, едно друго, такви некои прашања. Тој е еден од подобрите активисти во Охрид, нормално доаѓа од едно фино, доста семејство, нормално образовано и е доста културно детенце. Исто така е раководител на театарот, значи на све е раководител чак. На сите културнолошки, значи ова е мој да е најкултурниот во Охрид. Како и да, нема врска. Едно од неголемите достигнувања е тоа што јас лично прифатив да му сум негов ортак во емисијата Имам нешто да ти кажам. Да. Најголем успех. Муабетов ми место да кукате и да правите муабети да ме као ништо да не се случува во Охрид. Ево бидете ко Трале, бидете ко Јован. Немој да сте ко мене, значи никако. Ама бидете ко овие луѓе и сменете нешто, направете нешто за вашиот град, за вашето место, за било што, нема врска. Ова што го организираат киното во Немо е една од многу интересни работи. Од друга страна пак си велјам цело време, јас усвари јавам говна против, зашто не ги пофајам некој вака кој Јовче, кој Трале, кој некој. И сите од културна иницијатива. Че тие се едно 20 младинци цело време нешто играат, распеани во Охрид. Јас нормално не можам да ги дружам, јас летово сум букиран сум многу, разбираш, пребукиран. Зошто да не направиш ти добро дело и да попариш на некој, ти деби така сега цело време, значи за прв пат во досега во историјава на мојот постојање на интернет го фалям новај на Пасиев, значи тоа беше првото фалење некој вака да па зошто да не го пофалям или опче. Браво, Адолдаман, иницијатор, и ти биди ко него и ти организирај нешто. Снајди се во нешто тоа што си добар, направи го тоа, шефуве на тоа. И таа ќе озбогатиш културно. Друго пине Дали ќе платите вие ако одите на кино? Како? Дали ќе платите вие ако одите на кино? Абе види, јас сум гангстер. Ја не сум обичен, маре. Ај туду. Околу тој евент ќе можете да се